Спортската сала во Радовиш ќе добие комплетно нов лик. Се планира до крајот на годината целосно да завршат реконструктивните зафати, најави денеска министерот за спорт Борко Ристовски. Градежните зафати ќе чинат околу 20 милиони денари и е предвидена целосна санација на подот, трибините и соблекувалните. Тоа е патот по кој што решивме да одиме и не може да бараме спорт, базичен спорт, а уште помалку да бараме врвен спорт ако немаме основни услови за функционирање. Радовиш од секогаш бил спортски град, Радовиш од секогаш вадел врвни спортисти и со задоволство го прифативме проектот на градоначалникот на Радовиш за да успееме оваа култна сала да ја вратиме онаму каде што е местото. И еве денеска сме сведоци на отпочнување на работите на реконструкција на спортската сала, која што за Радовиш морам да кажам значи многу, бидејќи овде се случуваат сите тренинзи, овде се случуваат сите настани и спортски и културни и радовишани, конечно после 20 на години ќе го вратат сјајот на салата. Ристовски се осврна и на скандалот што го предизвикаа женските ракометни клубови на Скопје и Гевгелија, на кои веќе им се одземени лиценците. Тој рече дека ова ќе биде показна вежба за сите оние кои во иднина ќе пробат да ги нарушат основните начела и вредности на спортот. Во меѓувреме активна е исплатата на ваучерите за спортските клубови. Променети се критериумите, со што нема застој во исплаќањето на средствата. Тие се тие критериуми кои што воопшто не беа јасни и беа користени да се помагаат на одредени клубови или спортови кои што беа блиски до власта. Сега тоа заврши, ние единствен критериум, еден од најголемите критериуми по кои што ќе се даваат тие субвенции се пласманот на табелата. Министерот Ристовски најави дека во план е реконструкција и изградба на 20 на мултифункционални спортски игралишта, како и изградба на нова сала во Војната академија. Истовремено ќе се отпочне со реновирање на спортската сала Расадник, како и на спортската сала во општина Ново село.